Гласници на надежда. Глава 6. Запознай го Месијата. Ние сакаме да среќаваме нови луѓе, нели? Особено важни луѓе. И ни е драго да ги запознаеме. Во времето на Андреј и Петар, многумина го чекаа Месијата да дојде. Тие го побараа него. Тие имаа причина да го бараат него. Го очекуваа да дојде, затоа што пророците го предскажаа неговото доаѓање. И сепак, многу години поминаа и тој се уште не беше дојден. Некои изгубија надеж, но многумина се уште го чекаа. Тие го очекуваа. Да прочитаме од Јован, 1 глава, од 35 до 42 стих, и да погледнеме во неколкумината кои го сретнаа него. Идниот ден Јован стоеше пак и двајца од неговите ученици. И штом го виде Исуса да поминува, рече: еве го Божјото јагне. Кога ги слушнаа од него тие зборови, обата ученика тргнаа по Исус. Исус се заврте и кога виде дека одат по него ги праша: што барате? Тие му одговорија: Рави, каде живееш? Дојдете и видете, им одговори. И така отидоа да видат каде живее. И останаа при него оној ден. Тоа беше околу 10-тиот час. Еден од двајцата кои тргнаа по Исус, откако ги слушнаа Јовановите зборови, беше Андреј, братот на Симона Петра. Тој првин го најде брата си Симона и му рече: го најдовме Месијата, што значи Христос. И го доведе при Исуса, а Исус гледајќи го: ти си Симон, синот Јонин, ти ќе се наречеш Кифа, што значи камен. Конечно, дојде и беше представен на различни луѓе. Дали ги слушна како еден на друг си велеа: запознајте го Месијата? Јован Крстител го виде него и прв го разбра него. Андреј го виде него и го доведе Петар кај него. Во оваа случка имаме неколку согледувања. Како што ќе го запознаеме него, ќе ја согледаме и природата на Месијата. Сакам да го запознаеш него. Прво го имаме неговиот идентитет. Неговиот идентитет е јагне Божјо, како што Јован Крстител го идентификуваше него. Ова е многу опишувачки израз и полн со значење. Јагне Божјо. Во стихот 29, Јован Крстител отиде малку подалеку и рече дека тој ги зема гревовите на светот. Затоа овој идентитет јагне Божјо е полно со значење. Сите ние грешиме. Сите ние сме лишени од славата Божја. Што ние ќе сториме за ова? Ние не можеме да сториме ништо се додека Бог не стори нешто и тој стори нешто. Тој го испрати Божјото јагне, оној кој ги зема гревовите на светот. Како и да е, сакам да ви покажам нешто друго. Кога Јован Крстител го представи Исус на двајца негови ученици, и Јован Крстител имаше своји ученици, мажи кои го следеа него, го слушаа неговото учење. Кога тие двајца мажи разбраа дека Исус беше јагнето Божјо, тие го следеа Исуса. Исус, јагне Божјо, беше следен од двајцата ученици. Сакам на тој начин да ти го прикажам тоа. Тој е Божјото јагне и тој е достоен да биде следен. Тие го следеа него и како што го следеа него, тој се заврте и праша: што сакате? Тие рекоа: сакаме да знаеме каде живееш. Тогаш дојде и неговата покана. Дојди и види. Беа љубопитни. Тие сакаа да знаат повеќе за него. Тие сакаа да го запознаат него. Како што го следеа, тој ги праша нив што сакаат. Тие рекоа дека сакаат да знаат каде тој живее. Каде живееш? Има нешто интересно во врска со прашањето. Тие мислеа ако дознаат каде тој живее, ќе знаат повеќе за него. Тоа беше точно. Тоа е точно и денеска. Ако ти можеш да ја пронајдеш куќата на човекот, ти можеш да откриеш повеќе за него. Тоа е многу природно. Нивната љубопитност беше многу природна љубопитност. Нивните прашања беа многу природни прашања.
Го забележавте ли неговиот одговор? Дојди и види. Тоа е неговата покана. Дојди и види. Нели е тоа љубезно? Има некои луѓе кои што ставаат големи огради околу своите згради, куќи, имаат чувари со пушки, но тоа не е Исус. Неговата покана се уште важи. Тој би сакал да ти каже на тебе: дојди и види. Третиот увид за него доаѓа на начинот на неговото представување. Андреј беше еден од тие двајца ученици кои го следеа Исус кога Јован го представи него. Тој го слушна Јован и тој го следеше Исус. Тој целосно беше убеден дека тој го најде вистинскиот Месија и замина да го најде својот брат, Симон Петар. Кога го најде него, му рече: ние го најдовме Месијата. Тие го бараа него, тие го очекуваа него, тие му веруваа на Бог дека тој ќе дојде. Андреј беше прерадосен што го пронајде Месијата и го донесе Симон, неговиот брат, кај Исус, а Исус го познаваше него. Да, Исус го познаваше него и рече: ти си Симон, синот на Јонин. Ти ќе се наречеш Кифа, што значи камен. Тоа беше прекрасно запознавање. Андреј го донесе Симон Петар, неговиот брат, да се сретне со Месијата. Знаеш ли дека и ти си како Симон? И ти треба да го запознаеш него. Јас би сакал да сум како Андреј. Би сакал да те доведам кај Исус и да кажам: запознај се со Месијата, единствениот, вистинскиот Месија, помазаниот од Бог. Сакам да го запознаеш него. Сакам да го запознаеш него, затоа што тој е оној кој го бараме. Можам да кажам дека и тој ќе те прими тебе. Тој те познава и те сака. Гласници на надежда.